Господјо Рушкова, вие, ако не се лажам, вчера се вративте од Израел. Да. Каде бевте точно, во кој град кога се случија нападите? Кога свативте што се случува, дека се случува, да кажеме, војна? Да, ние бевме кога прв пат пукна, ние се наоѓавме во Витлејем. Тоа е во хотел, тоа е во палестинскиот дел. Значи, тоа беше околу, доручкувавме, сите бевме во ресторанот доле, доручкувавме и наеднаш се слушна бомби. Бам, бам, нешто направи и ние сите околу нас, пошто ние бевме група од 50 ходочасници кои требаше да потрошиме 11 дена во во Израел, да ги посетиме светите места во Израел. И кога на доручак слушнавме 2 гранати бомби, се чудевме што нас најде, ги прашуваме келнерите околу нас и они everything okay, don't worry. Меѓутоа не беше don't worry, беше нешто стварно се случува. Прашавме на рецепција, они ни кажа дека има некој напад. Умеѓувреме, пошто на после доручакот требаше да одиме во Јерусалим, шоферот што идеше да не земе, имаше автобус, секој ден не земеше автобус, шоферот идеше од Јерусалим. Значи, он од таму идеше и ни јави дека на граница кога треба да влезе, пошто Јерусалим и Палестина се имаат бордер, значи граница, која е обезбедена од војска, наоружена војска. Значи, за да влезеш во палестинскиот дел, минеш граница која има војници таму, го забираат автобусот, проверуваат легитимација, ба те пуштат у палестинскиот дел, каде што ние бевме сместени, нашиот хотел беше таму. Возачот ни јави дека не може да влезе затоа што границата е затворена. И откако беше тоа бомбардирање, ние останавме 2 дена во Витлејем. Бевме информирани дека има војна, почеток на војна, меѓутоа да не се плашиме, може само да биде нешто кратко и да продолжиме со нашиот трип. Во меѓувреме, свативме дека не е така само кратко, дека нешто ќе биде посериозно, бевме информирани да ги контактираме нашите матични земји, кој што го направивме, сите ние тоа го направивме, и бевме советувани да го напуштиме Витлејем, уствари палестинскиот дел, каде што бевме у хотелот, да го напуштиме. Се отвори границата со помош на нашиот возач, не знам како успеа, не пуштија да испаднеме од Палестина, затоа што само што после појави пукањето, бензинските пумпи се затворија и хотелот, значи газдите што беа не советува дека може да нема вода, може ќе нема струја и не советува што поскоро што има прилика да испаднеме од Витлејем, од палестинскиот дел. И така беше, 2 дена бевме, значи, врзани во тој хотел, седевме таму, додека не се одобри да ние нашиот автобус, цела група од 50 луѓе, го напуштиме палестинскиот дел и одиме во Јерусалим. Таму отидовме во друг хотел кој беше сместен во стариот дел на Јерусалим, кај Дамаскис Гейт, ви пратив линк да видите баш моментот, само што дојдовме во хотелот што се случи. Значи, се сместивме таму и очекувавме дека, окей, ќе продолжиме со нашиот трип. Меѓутоа, оттаму стана уште посериозно. Значи, само што се влеговме, чекиравме у новиот хотел, се качевме горе на Rooftop Garden, имаше ресторан, седнавме и кога најнаш сирените почна да се евакуираме, да одиме доле да се спуштиме, затоа што се очекува некој напад. И тоа од како дојдовме во Јерусалим, тоа беше секојдневие. Значи, ќе слушнеш сирене, онда мораш да се нема они скривици, него моравме да одиме у лоби ерија. Замислете хотелот 7 спрата, луѓе препозно, хотел пон со туристи, сите се стискавме во една ресепшн лоби ерија. И од таму почна, значи, драмата. Пукање, значи слушавме авиони ностоп над хотел. Значи, ние мислевме, нели, дека ова е наводно Израел го контролира небото над нас. Така ни информира рецепционерите, да седиме, значи, во собите, да бидеме у хотел, да не излегуваме и дека тоа е единственото до моментот што ќе се направи. Значи, таму седевме 2 дена, војската, полицијата испадна на улиците од балконот, пошто ние не можевме да испаднеме од хотелот, од балконот, седиме на балкон и гледаме, значи видовме што се случи, војник со вооружен војник го грабе од улица дечково, носеше раксак, значи секој што ќе беше на него наводно некако сумнив, они ги зима
и ги апсеа. Не знам што се дешаваше. Важно тоа бевме, видовме тоа што се случува и затоа рековме, значи ова е сериозно, мора да следиме и да ќутиме. Бевме у контакт со израелската полиција, зашто не знаевме, еднаш планиравме да земеме да одиме да се, пошто авионските компании се беше канцелирано, немаше, летовите ни беа канцелирани, останавме у хотелот. Ги контактиравме израелската полиција, јас лично разговарав со нив и прашав дали е безбедно ние, пошто бевме група од 50, да одиме во Јордан. Таа ни беше најблиска локација кај што може да испаднеме, само да преминеме граница, сакавме само да преминеме граница да бидеме некаде на сейф. Они не советуваа, рекоа дека претходното утро се десило да британски туристи биле нападнати на предпреминот на Јордан и не советуваат да не одиме за да преминуваме преку Јордан. Што ни остануваше? Умеѓу време, морам да нагласам ова, значи откако се регистрирав со македонската амбасада во Тел Авив, значи ги контактиравме нив, кажавме дека сме нели двајца македонски државјани у кој хотел бевме сместени и информиравме доколку се има опција за да се евакуираат луѓе дека ние сме у тој хотел. Они ни кажаа дека соработуваат со внатрешните органи наши у Македонија и понатаму што треба како да се одвиваат работите, ќе не контактираат ако има некои информации. Значи, тоа беше после вториот ден од како се почна ова интензивни немири во Израел. Кога више не се издржуваше, значи тоа беше таква агонија, нон-стоп притисок, нон-стоп бегање доле, криење у лоби ерија, нон-стоп пукање, слушаш пукање у соба, седиш затворени вратите, нели пукање слушаш. И онда решивме јас и неколку жени, пошто ние бевме од мултинационалите, значи луѓе што беа исто од Хрватска, од Србија, од Канада, од Белгија, од Ајсланд, од секаде не имаше. Решивме 6 жени да го напуштиме на наш ризик, затоа што израелската полиција не советува, вика да седиме у хотелот, да не излегуваме. Меѓутоа не се држуваше више. И онда ние 6 души повикав јас такси и се упативме до Тел Авив, значи до аеродромот. Кога отидовме таму нема што да видиме. Тоа беше маса од народ, преполно туристи и не се знаеше што се дешава. Умеѓу време, пред да го напуштам хотелот, ги контактирав македонската амбасада Тел Авив и ги информирав да знаат дека беа многу љубезни. Значи, јас се воодушевив од нивната соработка. Значи, кога ќе пишав WhatsApp меседж до амбасадата во Тел Авив, не одма, али после некој време добивав одговор што се случува, како, дали има некоја опција за наше евакуирање, одговара луѓето. Пред да го напуштам хотелот, значи од Јерусалим јас се јавив до амбасадата, у Тел Авив разговарав и им реков дека јас од овде више нема, ние не седиме овде, одиме на аеродром. У случај ако се јави некоја опција, затоа што немавме шанса да купиш карта. Јас купив 2 авионски карти за 2 различни дестинации, да можеме само да испаднеме од Јерусалим. Сека се откажува моментално, значи купуваш, добиваш confirmation дека your fly is booked and everything is ready и после саат време ти добиваш дека fly is cancelled. Значи нон-стоп имавме купено карти да одиме да летаме додиме до Јордан и да летаме од Јордан, меѓутоа исто и тоа таму пропадна. И така да ги информирав македонската амбасада, кажав дека јас и мојот син ќе бидеме на аеродром во Тел Авив. Ако нешто се јави, да не контактираат. И стварно, голема благодарност нивна, ние више кога влеговме на аеродром, се наредивме, имаше една опција, 4 сата бевме на тој ред, за ако има некоја шанса да те стават во било кој авион да си купиш карта. И јас и мојот син и уште тие неколку господи што беа со мене, што патувавме заедно, стоевме тука и чекавме бар да купиме карта. И моментално добив, додека бев на таа линија, добив телефонски повик од амбасадата, македонската амбасада од Тел Авив и ме информира дека има лет за Атина и дали ќе сакам да патувам така, да го прифатам тој лет. И јас се воодушевив, како реков јас сум овдека, како што више знаете, значи само кажете ми што треба како да направам и јас со драга волја го прифаќам летот за Атина.
Значи, откако он се јавија, некако добивме олеснување. Он ме советуваше, значи, консул, амбасадор од Атина, значи ме советуваше да се сретнам со амбасадорката, мислам дека беше госпоѓата амбасадорка од грчката амбасада. Се сретнавме, немаше 15 минути, се сретнавме со незе, она не потенцира каде треба да одиме, да ги пуштиме багажите, да се чекираме, тоа се помина за саат време и онда влеговме више на гејтот да чекаме за да влегуваме, да чекаме за летот кој ќе биде. Имавме лет во 8 сатот. Умеѓу време додека се чекиравме таму, добив уште еден позив од амбасадата Тел Авив, македонската амбасада, и ме информираше дека има уште 200 граѓанки, две државјанки, исто македонки, да се најдеме и да бидеме заедно, да се дружиме. Се најдовме, седавме со нив додека чекавме на гејт за авионот наш. У тоа време, додека ние седавме, малку каснеше авионот, во тоа време не контактира амбасадорката од Грција. Значи, ова ве молам да го ставите, да слушне народот дека овие луѓе многу помогна. Амбасадорката од Грција, мислам дека се викаше Лидија, нека ми проште ако го сгрешив името. Фина жена, беше у константен контакт со госпоѓата од Скопје, Сонја, да информираме што се дешава, дали ќе се откаже летот, затоа што сте у неизвестност, може да се нагејдат и да се откаже летот. Значи бевме у контакт, она знаеше. Пред да полетаме и јавивме, они не пречекаа во Атина, значи амбасадорката од Грција, наша македонска амбасада, не пречека, не однесоа до Атина автобуска станица, до автобуската станица не качија на автобус, од тука во кога стасавме во Солун не пречека исто конзул од нашата земја, кој е моментално у Грција, он не зема со неговата кола, не донесе до граница, ја поминавме границата и од граница не пречека од Министерството за надворешни работи, мислам да се викаше дечкото Еджи, он ја превзема и не донесува во Македонија, значи нас не ставија у Велес, а скопјанката од Скопје. Значи јас морам да потенцирам воа и сакам, доколку имате прилика, сакам јавно да се заблагодарам. Значи прво на амбасадата у Тел Авив, македонската амбасада у Тел Авив за нивната макотрпна работа и помош и информација што ја пружија за нас. Второ, за нашата амбасадорка во Грција, македонска амбасада во Грција, госпоѓата, значи, замислете како се осеќа. Ние бевме, значи, спасеници кои чекавме сламка. А кажете ми, дали нешто наговестуваше дека ова ќе се случи додека бевте таму на почетокот? Да. Не, ништо, значи, ние многу патувавме, ние бевме на Галилејското езеро, значи, бевме на Мртво море, ние цел Израел го прошетавме. Никаде ништо не асоцираше дека вакво нешто ќе се случи, дека последните 3 дена ќе ни бидат патишествие, што стресно патишествие. Значи што нашиот прекрасен трип го завршивме во мизерија. Али сепак многу голема помош од нашата земја, нашите, мислам, амбасадите кои ни помогна. Господјо Рушкова, многу ви благодарам за разговорот, што ги споделивте овие, да кажам, некој начин трагични искуства со нас. Се надевам ќе бидеме во контакт и ви посакувам секое добро и се најубаво. Ви благодарам многу. Ви благодарам. Ви благодарам на позивот и на вас секое добро. Фала, чао.